Навистина ми е задоволство што сум денеска овде и што имаме прва фаза завршена од проектот. Кога тргнавме со него, не предпоставувавме од колкаво значење ќе ни биде ова што ќе го произведе проектот. Сега навистина веќе се убедуваме дека сериозно ќе ни помогне, затоа што сме на прагот на изготвување на националната стратегија за превенција на корупцијата и судирот на интереси, каде еден од сериозните ризици коруптивни во системот е вработувањето. Значи, се ова што го продуцира сега во оваа фаза анализата, дефинитивно е се она што ние веќе го видовме низ приметите што ни се појавија. Така да, навистина имаме многу добар материјал кој сериозно ќе ни биде алатка во подготвувањето на стратегијата за определување или нормално на активности кои треба да ги надменат овие ризици во целиот корпус на вработувањето. Проектот анализа на ризикот корупција во законите и системите за вработување во Република Северна Македонија го започнавме во договор со Државната комисија за спречување на корупцијата и амбасадата на Кралството Холандија, поведени од потребата или од проблемите што се појавија при самото воспоставување на комисијата, а тоа беше напливот на многобројни случаи кои што кажуваа на непотизам и хронизам при вработувањата, кои што и беа доставени на комисијата за разгледување. Затоа и со оглед на тоа дека се подготвува новата стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси, наша сугестија беше да се направи една многу продлабочена анализа на тоа дали постојат ризици од корупција кои се наоѓаат во самите закони и дали постојат ризици од корупција во примената на тие закони и исто така ќе анализираме и подзаконските акти со кои што понатаму се имплементираат законите од областа на вработувањето. Од анализата која што ја направивме на законите, утврдивме дури 46 точки на ранливост кои што се наоѓаат во законите. И тие точки на ранливост треба да се коригираат и да се исправат од страна на институциите, од страна на законодавецот и владата. Меѓутоа, сега во вториот дел од анализата направивме и анализа на подзаконските акти со кои што се имплементираат овие закони и таму забележуваме една многу ситуација ризична од корупција, затоа што постои, например, ситуација да еден правилник за систематизација на работните места се променил 40 пати за 5 години. И во тие промени само се менува зборчето за потребната квалификација, односно образованието. И имате многу несоодветни образованија кои што се бараат за работни места кои што навистина не бараат таква компетенција. Сето тоа го ставаме на маса во оваа анализа, ќе можете и вие да го видите, и граѓаните, но и институциите, и тоа ќе помогне на антикорупцијската комисија добро да ги таргетира и да ги постави мерките кои што ќе треба да овозможат пред се спречување и понатаму реакции на ваквиот тип на незаконски однесувања, затоа што сепак станува збор за однесувања кои што се надвор од законите. И на ова треба сериозно да укажеме и проблемот со хронизам и непотизам еднаш за секогаш да се затвори, затоа што тука преку хронизмот најмногу влегуваат политичките вработувања. Добро е да кажете ви, имавте случаи каде што тврдивте непотизам, меѓутоа ете функционерите не се одважија, па и не ги послушаа вашите препораки. Што доколку направиме закона нема почитување на терен? Значи, токму тоа е нашата најголема болка. Сите извештаи ви говорат дека ние имаме добра законска рамка, а недостасува имплементацијата. Или еднаш ќе се одважиме да бидеме сериозни во имплементацијата, или навистина немаме алтернатива. Тоа е основното. Јас затоа велам дека овој документ само ги потврди нашите веќе осознаени слабости во процесите на вработувањата, во постапките, од толку предмети кои што ги добивме од почетокот на нашето работење до денес. Само се потврдија, значи ништо помалку, ништо повеќе
потврдено е, сакам да кажам документирано, дека навистина се тоа слабостите што ги констатиравме. Ова што го спомена господин Сладжана по однос на менуваните систематизации, потоа привремените вработувањата преку агенции за, значи се тоа слабости кои што предпоставувам дека ќе бидат активности во акцискиот план кои што дефинитивно ќе се бара од системот, од државата да ги и анулира. Значи вие ако го ограничите бројот на правото на менување на систематизации, ако имате една номенклатура за одредени работни места во администрацијата, на пример еден секретар во општина дека може да биде само правник или економиста, дека не може да биде со физичка култура, мислам без подценување на луѓето што го имаат тоа образование, значи тоа ќе бидат стандарди од кои што нема да може да се бега. Ограничен број на измени на систематизацијата, елиминирање сосема вработување преку приватни агенции за вработување, определеното време на вработување, се тоа дупките кои што во огромни количини се користени во годините наназад. Значи, затоа велам дека ова само го потврдува она што ние од посегашното работење во комисијата го видовме. И сега јас ќе искоментирам и 100 закони да прегледа, иста ќе беше констатација. Како партиските вработувања во Свети Никола имаме нов случај каде што граѓаните се жалат дека во здравствениот дом да немаме партиски луѓе, односно партиски вработувања, вела дека се жалат, додека вас ни поднеле представка. Дали ја добивте таа представка и како се постапувате? Значи, не можам да тврдам дали е добиена или не, сигурно, ако ви рекле, ако имате информација, предметите доаѓаат секојдневно и верувајте, на вистина е најголем бројот. Најболното нешто е вработувањето, се уште во нашата држава и предметите се на вистина во број голем во однос на другите сомнежи за корупција се постапува апсолутно. Ако е тој е примен, распореден е сигурно, не би можела да кажам, со истиот принцип како и сите со сомнежи за непотизам или било кое дејание кое што е спротивно на позитивните прописи, сигурно истиот тек на испитување. Прво се проверува дали на вистина се наводите точно. Знаете, има многу представки во кои што потоа ќе констатирате дека наводите не се точни. Но тргаме без исклучок со истата постапка за сите предмети. Да ве прашам, за двете важни прашања, како го оценувате тогаш системот? Дали системот е намерно поставен да биде коруптивен и да се овозможува непотизам? Дали тоа успеале политичарите више да го направат и да го вметнат? И второ прашање е ваш став околу тоа дискреционо право за вработување на функционерите. Бидејќи лоциравме голем број на ризици од корупција по самите закони, се наметнува заклучокот дека во системот имаме профил. Значи, во законите, со текот на годините се внимавало секогаш да се остави простор за евентуална потреба на оние кои што се на власт. Значи, еве најблага дефиниција, кажам сега, но исто така, и покрај законите имаме ние продлабочено делување во таа насока преку подзаконските акти, кои што ги носат самите министри, кои што се одобрувани од страна на Министерството за информатичко општество, што укажува дека затајуваат и контролните механизми. Имаме затајување и во инспекцијските служби, но исто така имаме и проблеми и во назначувањето на инспекцијските служби. Така да, од сите страни, кога ќе погледнеме приказката, некако е врзана и затоа зборуваме за некаков систем кој што треба добро да се проучи и да се делува таму каде што најмногу ќе има ефекти за да се деинсталира еден таков систем. Исто. Ние гледаме со антикорупцијски очи. Немаме дилема ние дека системот продуцира, значи постана старата максима кај антикорупционерите се е by book, нели? Ќе го напишете, ќе го спакувате во закон и тука нема проблем. Дефинитивно тоа е суштината, дека во многу закони, прво мноштвото на закони што ги регулираат овие прашања. Имате, значи, пак реков, 20-тина се анализирани, уште толку
каде што имате одредби и каде што се префрлаат еден на друг. Ако ова не е регулирано тука, ќе биде регулирано со општиот или обратно. Значи, прво, морето на закони кои што се бават со процедурите, со постапките и со вработувањата. Тоа правна несигурност создава. Таа правна несигурност е дефинитивно просторот кој што им го отвара. И за дискреционите овластувања, еден од најсериозните проблеми. Ние со дискреционите овластувања не само во однос на вработувањата, и во однос на другите сегменти на одлучувањето на носителите на јавните функции, сме направиле анализа, сме ги лоцирале како еден сериозен ризик од корупција и исто така ќе биде атакуван. Тоа прашање ќе биде атакувано во програмата. Овој состав на се отвори предмети или представки за непотизам и по колку постапи обвинителството? Да ви кажам искрено, сега бројката не ја знам напамет, не очекував дека, но сами сте свесни, вие сте нашите седмици се јавни, така да бројни се предметите, сигурно 40 и повеќе. Пак не ме земајте. Ние повторно сега не можам да дадам точен одговор дали во однос на тоа имаме поднесено иницијативи до обвинителството. Ние покажавме дека уште првиот ден кога ни избрани беа објавени председателските избори, одлуката беше донесена. Ние е така со сустав кој што беше, како што знаете сите, одбран на начинот на кој што е избран. Се соочивме со предизвиците кои што ни ги носат нас изборите и надлежностите што ги имаме во изборниот процес, така да не се сомневам дека и овој пат ќе бидеме на висина на задачата. Може само уште кратко прашање, односно непотизмот во здравството. Колку представки имате добиено до сега, на што најмногу се однесуваат тие представки за непотизам и во однос второто прашање за детска кардиохирургија, што беше отворено ќе година, до каде е? Еве ќе го вратам за детска кардиохирургија. Отворен се работи. Тоа не може никогаш во моментот да даде информација до каде. А во однос на бројот на предметите, на вистина е неблагодарно да спекулирам, не ги знам бројките напамет, но дефинитивно најмногу и најчесто во здравството се заради вработувањата на сите нивоа, дали е на ниво на јавна здравствена установа град или е на повисоко ниво во клиничкиот центар, секаде е во прашање дискреционото овластување, затоа што Законот за здравство има една одредба каде што вели дека директорот на јавната здравствена установа го има дискреционото право од листата што ќе биде понудена да го избере тој што ќе оцени дека ќе